Добро вечер, еве со нова програмска содржина во која разговараме на актуелни теми. Има ли во овие предпразнични денови нешто поактуелно од паркирањето? Нема. На сите ви треба и затоа сакаме да преговориме за некои новини кои ги расправаше Советот на општина Кавадарци и на најновата и на претходната седница, важно на првите неколку седници, со цел да се надминат некои проблеми кои ги има ова јавно предпријатие, кое е формирано со цел да го регулира паркирањето, зонското паркирање во Кавадарци. Како сте, директоре? Добро, најпред добар ден, посакам добре дојде што повторно не посетивте и ми дадовте можност еве да кажеме како помине годината и што не очекува следната година, какви се. Ова е Орце Настов, директор на ова јавно предпријатие, кој на една од последните седници на Советот на општина Кавадарци отворено проговори за тоа што е загуба, што не е загуба, што е како треба да се најде чаре за да се биде се на свое место. А кога е добар директор меѓу првите или еднаквите и се залага за исправање на работите во фирмата, тогаш нема причина да не се верува. Беше формирана комисија од страна на советниците, се седна со стручни лица и се донесува некои одлуки со цел да ве запознаеме и да ве доближиме поблиско до тоа што е како новина ќе го имаме во 2022 година, затоа и решивме да проговориме малку повеќе со Настов. Настов, дали донесената програма за 2022 година е во ред? Како помина донесувањето, дали беше прифатена од тие што ја гласаат? Со оглед на тоа што на оваа трета седница за која малку кажав, имаше доста дискусии, беше побарана малку поголема расправа, донесена и измена и дополнување на програмата за 2021 година, што всушност и се рефлектира во 2022 година, а вие бевте принудени да се јавите за збор. Да. Програмата за 2022 година е донесена, меѓутоа како што и кажавте на третата седница на Советот, кој што не е нов Совет, со нови констелации, нови сили, така да луѓето не беа запознати сето тоа, меѓутоа ние имавме потреба да побараме измени и дополнување на програмата за 2021 година во смисла на дозаокружување на финансиската конструкција на предпријатието за деловната 2021 година. И фактички усвојувањето, донесувањето на таа програма, како што беше образложено, беше едноставно да кажеме и вовед во она што не очекува и што треба да случи за 10 на дена со усвојување на новата програма, односно да ги запознаеме советниците на начинот на функционирање на јавното предпријатие, на начинот на финансирање и како тоа треба да изгледа за следната година. Тука морам да кажам дека ние идовме на разбирање пред си од градоначалникот кој што предложи да се формира работна група и да таа работна група, сето оно што јас го кажав и ги имав како анализи и како податоци, да тоа го провери, да види и едноставно да прво работната група се увери во тоа, да во тоа се убедат и советниците, да тоа после тоа се одрази, се рефлектира со усвојување и донесување на програмата за 2022 година. Или обично се вели, ако сакаш некој работа да не се заврши, формира работна група или комисија, меѓутоа знаев дека нема да биде така и очекував да биде комисија која ќе биде составена од стручни лица од фелата, од областа на финансиите, на сметководството, кои што го знаат јазикот на бројките. И на среќа таква беше и групата, се формира работна група во која што беа буквално луѓе од струката, од фелата, од финансиите, од сметководството, така да на основа на сите оние анализи кои што ние како предпријатие ги имаме на дневна основа, на часовна основа, на месечна, на дневна, така да сето тоа аргументирано се презентира и се каже која е причината и зошто предпријатието така работи и како треба во идење да работи. И тука беше напоменато и беше тоа прифатено и согледано дека прво јавното предпријатие кога е формирано со проект на општина, па и другите јавни предпријатија не само за паркинг, некој не знам оделение за хортикултура, за уредување на град и така натаму, зашто тоа се проекти на општина кои што директно не носат профит. Значи тука не може да се профитира. И тоа е факт дека е тоа трошковно место, условно кажам, за општината, каде што ќе треба да вложи средства, не знам, за осветлување, за уредување на градски парк, за озеленување, за бележење на улици, за регулирање на сообраќајот. Меѓутоа тоа се услуги кои што во проектот на општината ги прави со цел да има граѓаните бенефит. Значи тоа не може да се оствари од профит. Значи во спротивно би требало да наплачеме во градски парк 30 денари за некој да го види дека паркот убав или не знам да посети Винскиот музеј да плати или не знам станари да платат некоја комерцијална цена, а живеат тука и треба да се паркират. Значи токму тоа е суштината на постоењето на јавните предпријатија, што не се приватни кои што ќе одат на максимизирање на профитот.
Тук се явни предприятия, чие што да кажеме функција на постоење е токму во интерес на граѓаните, да пружат некои услови, бенефицирани, повластени, да можат луѓето слободно да се чувствуваат убаво, градот да биде урбанизиран, улиците да бидат средени, да осветлени, паркот да биде убав, паркирање да биде средено. И токму тоа значи дека тие трошкови што условно кажам буџетот на општината ги има, фактички трошкови кои што предпријатието или одделението кое што тоа го работи ги ствара и на тој начин треба да во општината во тој дел кај што се направени трошкови да ги покрие, да ги дотира со цел да граѓаните користат некои бесплатни бенефицирани услуги. Како и други услуги во градот. Да. За кои се бара економска предпријатието не работи со загуба ни тоа што не домаќински работи. И тоа не е загуба, значи тоа се планира претходно, значи како приходни ставки во структурата на приходите дека ќе оствариме од комерцијално паркирање толку, од продавање, не знам, паркинг грепки, од станарско повластено паркирање толку, а во остаткот од средства тоа се средства кои што предпријатието не може да ги заработи бидејќи не ги комерцијализира услугите. Значи ние имаме одделение за пајак служба и депо каде што исто со повластени цени се паркираат градежна ова земјоделска механизација во текот на годината, која што тоа не е рентабилно, меѓутоа немаме 200 трактори на улицата. Значи имаме паек служба која што викаме најдобро да не работи, да е се средено, меѓутоа како таква треба да постои. Таа паек служба си има фиксни трошкови кои што мора да се Нас во оваа дискусија всушност беше клучна да ја сватат советниците за каква дејност се работи. Така да во тоа мислам дека групата имавме неколку средби и добро и лесно се разбравме бидејќи работевме на иста бранова должина, бидејќи јас целиот работен век работам во областа на финансиите, сметководство, ревизија, контролинг, така да беше лесно кога имаш соговорници од друга страна на иста бранова должина да се разбереме и да тоа исто го аргументираат и пред комисијата и понатаму пред Советот. Така да помина во најдобар ред програмата, се прифати она како што беше и предложено од комисијата, односно од групата, од комисијата, на основа на сите оние анализи кои што ние ги правевме и како податоци ги дадовме на работната група. Сега имаме едно прашање близко со ова што го говоревте. Дали освен програмата за 2022 година и програмата која всушност ќе биде темел на вашето работење во наредната година или тарифникот, има и некои други измени во правилниците, во начинот на работењето во ЈП паркинг, кои се битни за корисниците, а треба да бидат запознати во оваа прилика. Па, освен ова одлуки, имавме повеќе одлуки, кај што некои работи допрецизиравме во смисла на тарифници, правилници, начини за работа, сето, така да она што е како прво треба да кажеме дека прво ниту ние предложивме зголемување на цените, ниту Советот или градоначалникот одобри да се оди на зголемување на цените. Значи цените остануваат исти и се најниски во нашата земја. Така да тоа останува исто. Единствено што направиме тоа е зголемување на портфолиото на дел со уште еден дел на услуги кои што ми се јавија како потреба, бидејќи во текот на оваа година увидовме каде што треба, така да имаме наши граѓани кои што имат и трето возило. Значи ние досега по правилникот имавме повластена карта за станари за користење на прво возило 900 денари, повластена карта за станари за користење на второ возило 1500 денари и сега бидејќи во текот на годината се јавува граѓани наши кои што имаат и трето возило, а живеат таму, воведовме таква повластена карта за станари на годишно ниво, која што исто е повластена, изнесува 3500 денари. Понатаму воведовме за оние наши граѓани кои што имаат своји роднини, син, черка, не знам, во Скопје, во други градови, кога сакаат да доаѓаат за време на викенд, воведовме викенд карта 48 часовна за петок и сабота, која што претходно со најава на регистарски број на возилото и дата, денови кога доаѓаат, значи тие 48 часа да може да се паркираат ако е зона А, Б или С, значи да се паркираат во сите три зони за 300 денари, викенд карта за зона Б и С 200 денари и викенд карта за зона С 100 денари. Тоа исто го воведовме, бидејќи се јавува таква потреба, да, го имаме тоа и воведовме карта, повластена карта за станари, меѓутоа кои не живеат во станот, значи има негде куќа кој што надвор од зонски опфат, од зонско паркирање, меѓутоа има стан во градот, меѓутоа во тој случај нема да користи, не би требало да користи годишна карта повластена за станари, него воведовме времена месечна карта повластена пак и за станари, меѓутоа со цена 250 денари месечно за прво возило или 400 денари за второ возило. Бидејќи можеби има потреба еден месец само да живее или да го користи станот, па после не, па после не знам. Така да во тој дел сите цени остана исти, освен што уведовме некои нови услуги во нашите портфолио, на услугите. Добро. Во делот на одлуките за зонското паркирање, вие извршите некои промени на зоните од категории во други категории. Што е тоа? Да. Па овака сега, значи ние правиме анализа буквално
часовна анализа. Значи, со нашите контролери во одредени интервали, пример од 7 до 9, од 11 до 1, од 5 до 7 вечерта правиме анализа на секоја зона и подзона и искористеноста. Каква е искористеноста во часови, во СМС пораки, во возила со паркирани станарски карти, викенд карти и така. Така да установивме, видовме каде и мајка да ми работи, каде може да се подобри, така да се одлучи со наш предлог и Совет тоа го прифати да извршиме презонирање на некои делови. И сега ќе тргнеме она што е битно, што треба да го знаат граѓаните, а кое што ќе стапи на сила подем излегување во службен гласник на општина Кавадарци, тоа значи од 1 јануари. Значи горе улицата од гимназијата Митро Хаџевасилев јасно. Значи до раскрсницата со улица Илиденска беше зона А. Меѓутоа видовме дека горе над возилата се паркират на долниот дел, горе од крај останува празен. Сега, направивме дека горе, сега од почетокот на улица Митро Хаџевасилев јасен, до спојот на улица Солунска глава, кај што е под црквата, од А категорија поминува во Б категорија, во пониска категорија, за да можат да ги стимулираме луѓето да се паркират и во тој дел. Долниот дел натаму од спојот на улица Солунска глава до Стопанска банка останува зона А. И обратно, од Халк банка нагоре, значи таа беше цела зона Б до црквата горе до спојот со улица Гоце Делчев. Значи сега таа улица поминува во зона А, меѓутоа до спојот со улица Солунска глава, че тоа е Пано Мударов, а натаму 8 септември останува Б. На тој начин ќе овозможиме, бидејќи улиците се од иста категорија, од иста важност, со иста фреквенција, да тој квадрат, да го речеме тука, значи од спојот на Солунска глава по црквата, значи надоле биде зона А и нагоре биде зона А горниот дел, значи кај Еврохандел горе на црквата до спојот со улица Гоце Делчев си останува зона Б и спротивно од друга страна, значи Митро Хаџевасилев од А поминува во Б. Тоа е едно. Понатаму улица Илинденска, тоа е зона А, значи од тука во центарот, значи до Стопанска банка до мостот. Сега од мостот нагоре до старата автобуска станица до спојот со улица Илинденска поминува во зона А. Цано по пристап. Да, улица Цано по пристап поминува во зона А. И катната гаража и гаражите паркинг место позади Адмирал, тоа се зона Б1, Б2 и Б3. Таму Феодор Османски, таму видовме дека подземната гаража е многу малку искористена, не е атрактивна. Значи таа ќе остане како зона Б1, останува исто, а горе, значи надземниот дел и позади Адмирал преминуваат од зона Б2 и Б3 во зона А9. Сега тука се воведи уште нешто, значи на барања на граѓаните и со петиции и на нивни барања и ние увидовме дека одредени резидентни џепови позади зградите кај што има ограничен број на места за паркирање, за да се овозможи поголем комодитет на станарите кои што користат повластени станарски дозволи, се донесе одлука да неколку зони се направат чисто резидентни зони кај што ќе биде дозволено единствено за станарите. Тоа се однесува сега, значи, кај што рековме сега зона Б2 и Б3 позади Адмирал. И сега буквално позади зградата Феодор Османски број 4 позади зградата кај што има 16-17 места. Значи таму ќе биде ставена информативна табла и тој паркинг е со одлука на Совет прогласен за чисто резидентен паркинг каде што нема да биде дозволено паркирање за комерцијално. Значи прво нема да биде овозможено ниту пуштање на СМС порака, ќе каже невалидна зона, а ќе биде означено соодветно информативна табла дека таа зона Б03 ќе биде наместена само за станари. Може ќе биде искористен паркинг, подземниот паркинг. Да. Токму тоа, овој дел да биде исклучиво за станарите. Да може тие да си најде слободно место во секое време. Понатаму исто на барање на станарите и по наша анализа увидување делот на А8 зона, тоа е позади кафе Рома, каде што има ограничен број места, тоа се 8 места. Исто таму има проблем станарите со наоѓање место за паркирање, живеат во таа зграда, така да со одлука исто на Совет, таа зона исто е прогласена за чисто резидентна зона, резидентен паркинг, исклучиво за станарите кои што користат повластени станарски паркинг карти за таа зона. Тој дел така е регулиран. Понатаму улицата кој што е кај минува под гимназијата кај автовакот, значи спојот на Митро Хаџевасилев и Пано Мударов. Таа улица е едносмерна, има негде околу 8 или 10 места и таа исто ја со одлука на Совет помина како зона А04 исклучиво за резидентите, значи за станарите на таа улица. Ќе здивнат малку станарите. Да, види сега комерцијално ќе се паркираат, не можеш да кажеш, а нема кај да паркира. Така да сега овие зони се чисто резидентни паркиралишта, исклучиво наменети за станарите кои Ваквите потези ќе ги поздрават граѓаните, знаете. И уште една промена има, значи позади паркинг просторот позади стрит бар, каде што има негде околу 30 места, тој според нашите анализи се покажа дека во текот на денот
не е изкористено от станарите, че има место и за комерцијално паркирање и за станарско. Меѓутоа, таа зона е прогласена за комерцијално резидентна зона, што значи до 15 часот е дозволено и комерцијално паркирање со SMS порак или паркинг билети. После 15 часот, значи, че има истакнато информативна табла, ќе биде намената исклучиво за станарите. Значи, бидејќи навечер тие видовме дека во попладневните часови че паркинг се исполнува со станарите. Така, а има доволно просто. На место бидејќи станарите тоа време не се до 15 часот по своите домови, на работа се. Има повеќе пати анализи во текот на денот колку се искористи, така поминува во комерцијална резидентна зона, ќе бидат истакнати и тука мораме да кажеме дека значи сега веќе нема каде што е чисто комерцијално или после 15 часот веќе нема никаква толеранција, тогаш ниту важи SMS порука, ниту може да се пушти, ќе бидат ограничени, така да доколку се узурпира место на станарите, истите возила ќе бидат санкционирани или подигнати. Орце се правила анализа, навистина голема работа е направено, баш теренска работа. Да, мора сите одлуки мора да ги донесеме доста анализа, че ништо да не носиме одрак во него да биде тоа аргументирано и издржано. Во делот на правилниците за условите за користење на паркинг карти, дали има некои измени? Па има и тука измени затоа што увидовме дека некои недорачености во правилниците, а луѓето наоѓаа начин да малку ги заобиколат или ги, да речеме да ги злоупотребат. Речеме сега донесеме одлука и што е сега така. Значи едно возило може да користи една бенефицирана повластена карта, значи не може да биде на две места. Сега ни случуваше заради недореченост во правилникот и сега исто возило го дава со полномошно на станар кој што живее на улица или Денска, тој со тоа полномошно може да изводи дозвола станарска и сега исто да возило ни се јавува два пати во сите зони. Сега точно го дефиниравме условите во правилникот дека дека општина Кавадаци дава повластено паркирање прво за жители на општина Кавадаци, за жители кои што по лична карта живеат на тоа место, имаат собствено возило или со полномошно, меѓутоа не со полномошно на комшија кои што него не знаеме каде, него со полномошно може да биде од прв наследен ред. Значи тука ги уричиме условите бидејќи мора да биде така, значи инаку во да се научиме да. Сега доколку рековме тоа доколку станар некој има или живее во друга зона или станот го издаде под кирија и сака да користи станот времено, затоа ги уведовме тие времени повластени станарски карти кои што се не се на годишно него на месечно ниво 250 денари месечно. И да може таква карта да се извади со користи, не знам, 1 или 2 месеца само. Значи малку ги дефиниравме, ги допрецизиравме условите, понатаму видовме дека често пати ни се злоупотребуваат овие паркинг билетите. Значи тоа е секаде така, значи паркинг билет сега знаеш се оставаше така, па дали го видел, не го видел, па дали е поништен или не поништен, па ни се јавува во аптек неколку пати. Вчера имаше еден случај кај што ни беше ставен паркинг билет кој што е поништен 15 март 2021, значи пред 6 месеци. Така да сега со новиот правилник, како што и во другите, гледаме некаде кај што се од нас понапред, значи го допрецизиравме дека паркинг билетот важи исклучиво доколку е истакнат на видливо место, доколку е прешкатан, односно обележан датумот, месецот, денот, часот и минута кога е ставен паркинг билет, во спротивно значи не важи, значи како да нема паркинг билет. Тоа е исто како сега не знам некоја апликација образец ставите само бланко, а не потполните кој сте, што сте и кога сте го ставиле. Значи мора да биде паркинг билетот бележан кога е ставен во час, минута, ден, година и дата. Така да во тој дел ги допрецизиравме правилниците, ништо не правиме нешто ново, да речеме да зголемуваме, меѓутоа допрецизирање да не се вршат злоупотреби, недоречености, тоа кога нешто не е доречено, не е допрецизирано и во делот исто на каде што сега имавме во зонско паркирање, овластените лица наши се овластени да извршат блокирање на возилото, да извршат проверка на сето тоа. Меѓутоа го допрецизиравме тоа дека во опфатот на зонско паркирање каде што е. Меѓу сега што се правеше, ако не е бележено место, се паркира на средината на небележено место. Меѓутоа не е доречено за правилникот. Сега точно дефинираме правилникот што се подразбира под непрописно неправилно паркирање. Значи не само истечена паркинг карта или неправилна паркинг карта или непуштена SMS порука, него и узурпација пример на место каде што не е бележено, а е наменето за премин или за излегување на возилата. На место каде што е штрафирана површина, штрафирана кај што не треба да се паркира, тој таму се паркира. На влезот на паркинг простор, на излезот на паркинг простор, на не знам пешачки премини ако има не знам во таа паркинг зона, така да во тој случај овластените лица од паркинг имаат можност и обврска и должност да исто веднаш го санкционират тоа возило, бидејќи смета и на другите, дека сега ни се јавуваат, не може никој да го покрине возило да го тргне, а тој регуларно се паркирал, си платил SMS порука, а не може да излези заради тоа што некој се паркирал позади него на необележено место. И сега значи нашите овластени лица, службени овластени лица
имаат можност да това возило веднъж го санкционират, го останат, да може да се ослободи паркинг простор да си функционира нормално. Насо, дали има и некои други подобрувања во работењето на вашето предпријатие, кои во одредената година ќе ги видиме или ќе ги почувствуваме? Па добро, ние за ова година предвидуваме надградба на софтверските решенија кои ще ги имаме сега на зонското паркирање. Па што значи? Прво да речеме, че имаме многу поголема контрола и следливост на нашите вработени. Во смисла на тоа, каде да се движи, колку се движи, како запазва. Значи тој дел че зголеми ефикасноста на работењето. Понатаму че овозможиме сега, бидејќи се голем број на договори месечни, станардски, годишни, сега телефонски ги известуваме кога истече договор, па заборавил, не заборавил. Сега ќе воведиме со новото, значи, по СМС пораки. 15 или 20 дена пред истек на договорот му стигне СМС порака дека вашиот договор истекува за 20 дена, после 10 дена уште едно подсетување, тие што одиме со месечно фактурирање, автоматско генерирање на фактура, електронски да им испратиме фактура, така да го олесниме тој начин на комуникација помеѓу нас и странките, да нема недоразбирање во смисла не знае, заборавив, па не ми текне, па бев на одмор кога ми се јавивте, па заборавив, така да сега ќе го видим нешто како што ни стигнува вашата сметка на еден неплатен или договорот ви истекува, така да ќе бидат известувани. Тоа е нормален дел од делот. И ќе биде уведена мобилна, оние корисници кои што се повеќе на користени на телефони да си симнат мобилна апликација на која што ќе си биде внесен на регистарскиот број, така да автоматски биде кога ќе се паркира некоја подзона, да тој биде автоматски лоциран од GPS система, да ќе биде лоциран на која зона и само потврди дали е дворед, дали е тоа возило или не, така да олесниме комуникацијата помеѓу нас и корисниците, да олесниме што можеме во тој дел. Значи се модернизирате? Да, мора. Некои други идеи и планови за проширување на дејноста, нешто проговори градоначалникот, дека советници рекол нешто од вас чув, има ли нешто ново? Па, она што беше најавувано, како што беше планирано, така и најавено, дека ова година се предвидува да се воведи повластено или бесплатно возење на учениците на основните и средните училишта. Тоа е нова дејност. Може би нешто. Така да претпоставувам и верувам дека тоа ќе биде, како што беше кажано, дека ќе биде одделено на ЈП паркинг да го тоа работи, тоа ќе биде една дополнителна дејност која што ќе оствари дополнителни приходи за предпријатието. Меѓутоа тоа во ова програма за 2020 не е влезена бидејќи немавме доволно показатели да направиме некоја анализа. Меѓутоа тоа функционира во контакти сме со колегите од Прилеп, каде што имаат веќе таков начин на работење, таква дејност. Така да во тој дел би се проширило портфолиото на дејностите, би дошло од предпријатието да речеме уште по самоодржливо да речеме, бидејќи тој самоодржливо. И работната група имаше и други идеи, и други предлози кои што понатаму ќе ги разгледуваме, така да е една чисто идеја која што ја видов во паркинг Скопје која што уведена, он ја уведува така интересен начин кој што ќе мора да го видиме, прво да го изанализираме. Именно тие во нивните опфатот на нивните паркинг зони воведува контейнери специјални, нешто слично овие нашите што се подкреваат тука, меѓутоа со некој софтвер кој што препознава форма и големина на пластично шише или на лименка. И сега доколку корисниците на паркинг карти, тие воведуваат така наречена GreenPay паркинг карта, внесат во тој контейнер, не знам, 10-15 шишиња, пластични, му се запишуваат на магнетната картичка 10-15 поени, собирајќи ги тие поени може да ги искористат после за паркирање. Значи тука бенефит сега, значи и за граѓаните, бенефит и за предпријатието, бидејќи тие материјали собрани или ќе ги продаде на производител за рециклирање или на општината и во крајен случај подобро еколошки и чиста средина. Така да тоа функционира, некна баш видов дека од воведувањето веќе 300.000 единици собрали, не знам, лиминки, 300.000 пластични. Така чисто како идеја, мислам, уште немаме некоја анализа, меѓутоа ќе видиме, бидејќи тие го почна тоа како идеја, зошто да не, доколку имаме заинтересираност дали од производители, дали од трговци, дали општините како такви, да се селекционира тој отпад таков, да се рециклира, да се ќе допринесеме и бенефит да има и за предпријатието и за граѓаните, кои што таа после GreenPay картичка користат паркинг услуги и за другите. Да, има и други идеи, меѓутоа токму и тоа работната група се договоривме да има уште еден состанок понатаму пак да сретнеме да видиме други идеи, да речеме, не знам, проширување доле на просторот кај што би можело да се паркират комерцијално товарни возила и не знам автоперална, така и други услуги некои. Ке имате ли сега ново паркирадиште? Пазарот е ова година ќе стартува? Па ова година да, се очекува ова година да стартува, тука се колку паркинг места? Па некаде околу 160 паркинг места на две нивоа, значи едно ниво наменето, едно ниво наменето за корисниците на тезгите и друго ниво за корисниците нели на посетителите на пазарот, кој што во секој случај во другите денови ќе биде користено и ќе допринесе сега да се растерети. Поготово го земе факт дека како што
е влезено во програмата на градоначалникот да 6 месеци биде ова бит зона, како пешачка зона или денска, така да во тој дел, значи би ги свичувале тие што сега се паркира таму, ќе биде искористеноста во овој дел, меѓутоа во секој случај уште подобро и покомотно паркирање ќе имаме во градот со активирање на овој паркинг. Многу ви е широко полето на дејството, на дејноста, од едниот крај на Кавадац и другиот крај. Дали со овој број на вработени, со оваа администрација што имате, можете да менаџирате? Па добро, сега менаџирам, мада... И нова дејност, споменувате така натаму. Па добро, сега со новите дејности, евентуално секој дека би дошло мора до екипирање, бидејќи секоја нова дејност си бара за посебни струки, че си бара, да. Меѓутоа во делот на покривањето теренски надвор не се доволно уште, бидејќи има некои стандарди, зависно нели од каква е конфигурацијата разпространство на теренот, да. Негде треба, значи, на 150 места да имаш еден контролор кој што ефективно би ја покривал, така да сега со зголемени напори на вработените да интенцијата да што повеќе и почесто ги проверуваат возилата, ги проконтролираат, бидејќи нашите зони се големи, од еден крај и другиот крај. Не е баш малку. Да. И метално сме со 10 контролори, кои што се 5 во една смена, 5 во друга смена, по 20 блокатори кои што во смена. Се направија мали куќички, дали тие спасуваат во студените денови? Тие во студените денови ги користиме да во моменти кога користат паузата, оние половина час, луѓето се сместат таму да не се групираат и да не доаѓаат тука, а по потреба речеме тие може да бидат и како информативни центри, поготово куќичка доле што е кај УЈП, таа планираме да ја направи малку поатрактивно да биде тоа, бидејќи таму и сега фреквенцијата е поголема и добро да таму биде постојано и човек и со фискална и со картички, да ќе биде секој еден не е вичен на телефон, така да инаку во други дели користиме токму во ладни денови кога е така да се луѓето малку одморат половина час. Се навикнале Кавадарчани се паркираат? Па се навикнале. Ето време кој каде најде. Да, се навикна. Продолжуваат понекогаш пак проблеми, што еднаш кажам, значи проблемите обично се ги прави, знаеш како, ќе седнеме четворица во кафајна, потрошиме 2 денари, 100 денари бакшиш на келнерот, а не пуштиме 20 денари порака. И тука не снуваат проблемите, ама тоа ни нашиот менталитет. Иако да кажем дека 99% од граѓаните се дисциплинирани, меѓутоа тој 1% стално ќе го има. Ова идеја, јас лично бев службено многу близок со некои служби во општината и се бев нон-стоп на терен. Ние како нација, како народ, не сакавме да платиме или да се паркираме на место што не смета. Напротив, се паркираме на место што го кочат сообраќајот и многу битно влијаат на целата атмосфера во јавниот живот. Градоначалникот Митко Јанчев му честитам што ја реализира оваа идеја. Ова е навидом формирање предпријатие и почнување на нова дејност. За мене е решавање на многу крупно прашање. Вие во текот на вашето зборување рековте, па некогаш и не мора да има математика, за да се заврши добро дело, затоа што тоа влијае на општото добро на граѓаните. Со паркингот, со паркирањето, мислам дека тоа се постигнува. Да, тоа е целта, бидејќи факт е дека ние огромен број на граѓани кои што навистина нема каде да се паркираат. Тоа е точно факт. Значи, така било урбанистичките планови на времето, нема пристап, тесни улици, нема така да, иако првично предвидуваме дека тоа ќе биде 400-500, меѓутоа се испостави дека и 200 граѓани, 250 моментално користат паркирање. И сега лесно е ако си приватно предпријатие, комерцијално да кажеш ова кошта 10.000 денари годишно. Не, значи општината иде, рекле дека тоа ќе кошта 900 денари, ќе биде символична цената, меѓутоа трошоците се направени, трошкото место е тоа и тој дел мора да се покрие за да може предпријатието нормално да функционира. Бидејќи работата е иста, значи тој мора да оди да провери дали е платен паркинг, дали не е платен паркинг, дали има станарска дозвола или нема, значи ресурсите се потрошени, материјалните средства се потрошени, човечкиот ресурс се оди таму, меѓутоа не можеме ние да кажеме сега дека правиме ние загуба со тоа. Ние правиме услуга во добробит на... Завршуваме со следно прашање. Ќе работи ли повеќе пајакот наредната година? Па пајакот биде сега, пајакот да работи, треба да биде асистенција на полицијата. Доколку полицијата работи поажурно, ние сами, освен каде што сме овластени во делот на зонското паркирање, каде што сами можеме да делуваме, да. Во останатиот дел ние сме само асистенција. Јавно да кажеме дека полицијата малку треба да се заложи повеќе, да имат почесто. Имаме навистина улици каде што се пребукирани, поготово постојано гледам улицата спроти Велјко Влаховиќ мислам беше спроти УЈП. Значи ако има знак забрането паркирање, значи постојано има по 30 возила паркирани. Значи тоа ние лично не можеме да интервенираме, не е во зоната ништо. Таму има непријатни моменти, да, те пати така натаму, нешто што не е. Меѓутоа полека ќе се навикне. Още со вас начело мислам дека ќе биде подобра работата.
и добро се бркате работата. Лично ве следам и со овој совет на општина Кавалец, со градоначалникот и со верувам вработените ќе најдете разбирање ова година да го стабилизирате вашето предпријатие, бидејќи е многу важно. Станува се поважно во овие модерни текови на живење. Да, и јас се надам со овој состав, мислам дека имаме разбирање, добро тргнавме, а и дека ќе продолжи понатаму не само за нас, него и во интерес на одлуките на сите. Благодарам за гостувањето. И благодарам и на вас и на крај да им честитам на сите наши граѓани среќни новогодишни божични празници, многу здравје, среќа и успеси во наредната година. Да се гледаме во друга прилика. Благодарам, тоа беше Орце Настов, директорот на јавното предпријатие Паркинг. Секогаш расположен за свежи информации. Овие информации ќе ги повториме повеќе пати со цел да допрат до вас, почитувани гледачи, граѓани на општина Кавадарци. И вие кои не сте од Кавадарци, ќе дојдете овде да се паркирате, затоа што е паркирањето првата работа што ќе направи, така доаѓате со возило. Пријатна вечер со нашата програма.